Хаос во МНАФ, заменици на директори, началници, инструктори, експерти, раководители на сектори, вкупно 12 на број, си поднеле оставки од надзорните комисии во кои биле назначени. Незадоволни се одлуките на тројцата директори да го одложат испраќањето на школување во Данска на нови контролори на летање, кои веќе ги поминале сите филтри. Фахрудин Хамиди, Миѓан Селмани и Владко Крстевски, директори и членови во управниот одбор, сакале да го поништат огласот за контролори на летање, зошто од 270 пријавени положиле само 8 кандидати, меѓу кои не се нивните, ани пријавените деца на функционери од УИ. Синдикатот гневен, оставките за надзорот во процесот велат ке ги повлечат само ако сумтемина, избрани преку задолжителната и неопходна обука, бидат испратени на натамошно обучување во Данска. Обиди за пролонгирање или обиди на купување на време кои што ќе резултираат со откажување на селекцијата, откажување на конкурсот, пропаѓање на конкурсот на кандидати за студенти и контролори на летање, кои што се избрани од данскиот школски центар, кој што е одбрана преку тендер од страна на нашата компанија. Синдикатот дециден нема етнички причини во нивниот револт, бидејќи меѓу најдобрите 8 се и тројца момчиња од албанска етничка заедница, едни од највисоко рангираните и по поени и по тестови. Обвинуваат дека на директорите главната работа им било постојано мешање во изборот на кандидатите. Веќе се касни со испраќањето, со самото тоа што беше планирано да школувањето заврши до крај на март. Данците веќе имат најавено дека тој рок не може да се исполни, дури е прашање дека сега не се знае ни точниот датум кога би се отпочнало, од причина што зависно од тоа кога нашите директори ќе се одлучат да го прифатат таа листа како таква. МНАФ демантира, не биле точни тврдењата и шпекулациите на синдикатот дека они како институција не им верувале на данските експерти, напротив велат имало одлична соработка. Тврда дека процесот се одвивал нормално, согласно акциониот план и очекуваат да биде завршен во предвидениот рок. Конкурсот на МНАФ за прием на 8 нови контролори на летање бил распишан пред 2 месеци, а истекува за 10 дена. На него се јавиле 270 кандидати и првото ниво на тестот кој го спроведува данската компанија која го добила тендерот од МНАФ го поминале 140 кандидати, но директорите побарале листата да се прошири со уште 26 кандидати и наместо 140 да изнесува 166 лица.